Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Друштвото на писателите на Македонија го распиша конкурсот за наградата Државин за поетска книга која со своите содржински специфики и естетски вредности успешно се вградува во новите развојни процеси на македонската литература. Ова е само најава за вестите, еве што следува во нив. Каналот во Средно Нерези прерасне во рекреативно место. Делегација од Поважатска Бистрица, Словачка во посета на општина Ѓорче Петров. За останатиот долг за вода ќе се плаќа на рати. Утре второ пријавување за средно образование во првиот уписен рок. Слободни 24.529 места. Продолжен рокот за идејно решение за салата Градски парк. Градоначалниците на општина Карпош и град Скопје, Стефчо Екимовски и Коце Тројановски, денеска во населбата Средно Нерези направија увид на градежните работи со кои се затрупуваше отворениот канал кој започнува од селото Крушопек па завршува во градскиот парк и најавија дека овој канал ќе прерасне во шеталиште. Во тек се градежни активности за затрупување на отворениот канал во Средно Нерези, кој започнува од селото Крушопек, а завршува во градскиот парк. Увид во градежните активности денеска направија градоначалниците на град Скопје, општина Карпош, Коце Тројановски и Стефчо Екимовски. Како што истакна Тројановски, станува збор за инвестиција на јавното претпријатие улици и патишта од околу 5 милиони денари. По затрупувањето на каналот, асфалтираната улица ќе биде во должина од 250 метри, додека 1 метар во пречник ќе биде поставена цевката во која водата ќе се насочува кон зоолошката градина и езерцата во градскиот парк во центарот на Скопје. И со тоа ќе се реши проблемот со отпадоци, шут, фрлање на ѓубре од страна на несовесни граѓани. И поради тоа во езерцата во градскиот парк пристигнуваше загадена вода. Во овој дел, кој што сега се наоѓаме во Средно Нерези, настана проблем со тоа што е отворен каналот и во каналот се фрлаат различни нечистоти кои што влијат на животната средина, создаваат миризма, го попречуваат движењето на водата, ја загадуваат водата која што оди до зоолошката градина. Вие знаете, во отворениот дел на зоолошката градина каналот од овде доаѓа и исто така и во градскиот парк. И тргајќи од тоа, заедно со градоначалникот на општина Карпош, господин Стефчо Екимовски, одлучивме да овој канал се покрие, а воедно исто така и да се асфалтира. На овој начин сметаме дека им помагаме на околу 2 до 3 илјади жители кои што тука живеат, а воедно сигурен сум дека понатака која ќе се асфалтира, ова ќе биде една добра рекреативна патека кај што граѓаните во вечерните часови, па и претходно ќе може да се движат, да се шетат, да се рекреираат. Градоначалникот Екимовски истакна дека на барање на локалната самоуправа, овој проблем на граѓаните на Нерези ќе биде решен со помош на администрацијата на град Скопје и градоначалникот Коце Тројановски. Екимовски истакна дека покрај што ќе биде асфалтиран просторот, ќе биде поставена и урбана опрема. Овој проект се реализира на наше барање, бидејќи обврската за затварање на овие отворени канали кои го наводнуваат градскиот парк се на градот Скопје. Наидовме на разбирање кај градоначалникот и на Скопје и неговата администрација. Со ова практично се намалуваат проблемите на граѓаните од овој дел на Нерези, со тоа што сега и овој дел ќе може да го користат и тоа многу квалитетно, затоа што истиот ќе биде одозгора асфалтиран. Исто така ќе направиме одредено хортикултурно уредување, ќе се постават клупи, гледате дека има убави сенки, што значи дека ќе го користат во натамошниот временски период како шеталиште. Со затварањето на каналот на овој потек не само што ќе се реши овој горлив проблем, туку и инфраструктурно ќе се подобри ова место и ќе представува одлична можност за рекреација за жителите на Нерези. За останатиот долг за вода ќе се плаќа на рати, соопшти јавното претпријатие Водовод и канализација. Одлуката е донесена по барање на граѓаните за каматата за заостанат долг за вода. Јавното претпријатие Водовод соопшти дека по барање на граѓаните е обновена одлуката за ослободување од камата за заостанат долг за вода. Од претпријатието информираа дека можноста да се плати долгот без камата е со определено време траење до 1 ноември. Физичките лица кои имаат заостанат долг од 10 до 30.000 денари ќе може да го отплатат на 4 рати. Долг од 30 до 50.000 денари на 6 рати, од 50 до 70.000 на 8 рати, од 70 до 90.000 на 10 рати и над 90.000 на 12 рати.
Компаниите кои имаат долг за вода може да го исплатат на 2 рати, доколку долгот им е од 10 до 50.000 денари. На 3 рати ако долгот е од 50 до 100.000 денари, на 4 рати од 100.000 до 150.000, на 5 рати од 150 до 200.000 и на 6 рати над 200.000 денари. Ослободувањето од камата нема да важи за државните институции и локалните самоуправи, велат од Водовод. Со одлуката на управниот одбор на јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје, социјалните категории на граѓани кои имаат заостанат долг може да го отплатат на двојно повеќе рати од предвиденото. Утре е второто пријавување на ученици за упис во средните училишта. За слободните места ќе погледнете малку подоцна. Општина Ѓорче Петров и градоначалникот Сокол Митровски денеска беа домаќини на делегација од општината Поважаска Бистрица од Словачка, предводена од градоначалникот Карол Јанош. Овие две општини се збратимени, но со вакви средби ја продлабочуваат соработката. Денеска во општина Ѓорче Петров градоначалникот Сокол Митровски прими делегација од општината Поважска Бистрица предводена од градоначалникот Карол Јанош. Градоначалниците оваа средба ја искористија за разговор за своите досегашни искуства и предизвиците со кои се соочуваат во своите општини и изразија желба за продлабочување на меѓусебната соработка на полето на културата, спортот и образованието. Градоначалникот Митровски истакна дека е многу важно да се слушнат и разменат искуствата кои би се примениле во разни сфери од работењето на двете општини, а кои во иднина ќе бидат појдовна основа за надградување на взаимната соработка. Делегацијата која денеска престојува во општината Ѓорче Петров, заедно со вработените и неговиот персонал, заедно со председателот на Совет на Поважка Бистрица и неговите останати колеги, ќе разговараме за бројни прашања кои се од интерес за двете општини. Ние како општина сме навистина заинтересирани со оглед да Поважка Бистрица и Словачка е член на Европската заедница и многу наши проекти кои се поврзани и желби со побрз влез, да кажем, и со искористување на одредени финансиски средства од Европската Унија, ќе ни бидат добре дојдени за да го искористиме нивното искуство, нивните укажувања, сето тоа да можеме заеднички да вложуваме во одредени инфраструктурни проекти. Градоначалникот Карол Јанош изрази желба за почеток на соработка на полето на образованието, воедно запознавајќи се со системот на работа во училиштата кои се дел од двете општини. А во следната прилика ќе презентираат и дел од своите фолклорни ораи и танци, препознатливи за нивното национално обележје. Први формални сретнуќа. По повеќе формални средби денеска би сакале да ги согласиме нашите гледишта и да договориме некои понатамошни чекори. За почеток би сакале да почнеме некоја соработка на културен план, на спортски план, помеѓу училишта во двете општини, а понатаму би продолжиле со различни инфраструктурни планови и економски. Навистина ни е драго што сме тука, самата соработка која што се развиваше во последните неколку месеци е доста интензивна и перспективна за овој. Месецот ми наозај вельми интензивна, а до будуćnosti е вельми перспективна. Делегацијата ќе посети повеќе знаменитости во главниот град Скопје, а ќе се запознае и со природната убавина на кањонот Матка и едно од најпрепознатливите места за туристите – старата Скопска чаршија. Учениците кои не се запишаа во првото пријавување од првиот уписен рок за средните училишта, тоа може да го сторат утре на второто пријавување за упис во средно училиште. Слободни места во второто пријавување во првиот рок има за вкупно 24.529 ученици. Во јавните средни училишта во Македонија утре ќе се спроведе второто пријавување во јунскиот рок за упис во прва година во учебната 2017-2018 година, а резултатите за запишани ученици ќе бидат објавени следниот ден на 6 јули. На првото пријавување во јуни, спроведено на 28 и 29 минатиот месец, од пријавените 17.179, примени беа 11.205 ученици. Министерството за образование и наука информираше дека слободни места во второто пријавување во првиот рок има за вкупно 24.529 ученици во јавните средни училишта во сите општини во Република Македонија. Иако, како што претходно објави, уписот во некои училишта е завршен во првото јунско пријавување, претежно во гимназии и во медицинската струка. За настава на македонски јазик во второто пријавување има
вкупно 16.118 слободни места. Според видот на образование, во гимназиите има 6.171 слободно место. Во стручното образование има 18.252 слободни места, а во спортската гимназија слободни се 106 места. За учениците кои во второто пријавување во јуни нема да се запишат во средно училиште, има и втор рок за упис на 24 август, а училиштата кои во двата рока нема да ги пополнат местата ќе запишуваат ученици до 31 август. Започнува кампања за урбанизација и за зеленување дотере го Скопје во аеродром. Малку подоцна за ова. Исто така, Министерството за образование и наука соопшти дека ќе се проширува квотата за запишување ученици во првата година во гимназиите Орце Николов и Рада Јовчевски Корчагин. Министерството за образование и наука соопшти дека се проширува квотата за запишување ученици во прва година за една паралелка во средното училиште на град Скопје, гимназијата Орце Николов, и се дозволува упис на сите ученици кои постигнале најмалку успех од 74,68 поени, а аплицирале во првиот уписен рок прво пријавување. Се проширува и квотата за запишување ученици во прва година во гимназијата Рада Јовчевски Корчагин и се дозволува упис на сите ученици кои постигнале најмалку успех од 74,65 поени, а аплицирале во првиот уписен рок прво пријавување. Учениците за дополнителни информации треба да се јават во гимназиите Орце Николов и Рада Јовчевски Корчагин. Конкурсот за упис на студенти во академската 2017-2018 година ќе биде објавен утре, а слободни се 10.818 места. Државниот завод за статистика објави дека во академската 2016-2017 година на универзитетите во Македонија се запишале за 3% помалку студенти во однос на претходната година. Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје утре ќе го објави конкурсот за запишување студенти во прва година во академската 2017-2018 година, во кој новина е укинувањето на дисперзираните студии. Слободни се вкупно 10.818 места. Според квотите, 5.865 слободни места се за редовни студенти, за кои годишната партиципација е 200 евра. 3.793 места се за редовни со кофинансирање на студиите од 400 евра годишно и 1.160 за вонредни студенти кои исто така плаќаат 400 евра. Конкурсот утре ќе биде објавен во весникот Нова Македонија, како и на веб страницата на Скопскиот универзитет. Во Република Македонија во академската 2016-2017 година се запишани вкупно 58.083 студенти, што представува намалување за 3% во однос на претходната академска година, соопшти Државниот завод за статистика. Бројот на запишани студенти жени изнесува 32.297 или 55,6%. Најголем број студенти, 86,6% се запишани на државните високообразовни установи, додека 13% се запишани на приватните високообразовни установи. Во прва година на студии во академската 2016-2017 година се запишани 16.710 студенти или 28,8%. Тука се опфатени и студентите кои по втор, трети повеќе пати запишуваат прва година. Градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски донесе одлука да се продолжи рокот за објавениот конкурс за изработка на идејно решение за повеќенаменска спортска сала Градски парк до 1 септември. До 1 септември годинава е продолжен рокот за објавениот конкурс за изработка на идејно решение за повеќенаменска спортска сала Градски парк во општина Центар. Одлуката што ја донал градоначалникот на Центар Андреј Черновски, како што соопшти денеска општината, е поради големиот интерес од архитекти, физички и правни лица, како и на барање на Асоциацијата на архитекти, со цел да се добие најквалитетното решение и да учествуваат што поголем број лица. Од општината информираат дека оваа сала со капацитет од 3000 гледачи ќе биде новиот дом на најтрофејниот клуб работнички и ќе се наоѓа на местото на сегашната сала и поширокото окружување. Салата ќе биде проектирана како повеќенаменска, изградена по сите светски стандарди за овој тип градби. Во неа ќе се одржуваат тренинзи и надпревари за кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал, боречки вештини и тенис.
Сите жители на општина Аеродром можат да се приклучат кон кампањата за урбанизација и за зеленување до Терево Скопје во Аеродром и да ги пријават запуштените и пасивни места во општината. Во рамки на кампањата за урбанизација и за зеленување до Терево Скопје, жителите на Аеродром можат да предложат локации на кои има услови да се засади растение. Како што соопштуваат од општината, локациите исклучиво треба да бидат пасивни, напуштени и запуштени, дотрајани регјосани метални мрежи и огради, изабени фасади на јавни и напуштени објекти и слично. Граѓаните што ќе предложат таква локација треба да ја регистрираат на веб страницата изготвена од јавна соба error501.mk. За предложените локации граѓаните ќе добијат бесплатно одреден број брзорастечки бршлени, кои потоа самите ќе треба да ги засадат и со тоа да го разубават просторот. Поради вандалско уништување на урбаната опрема во паркот на езерата во Аеродром, општината апелира сите граѓани кои ќе забележат некакво уништување да пријават во полиција или во општината. Општина Аеродром апелира до граѓаните доколку забележат уништување на урбаната опрема во паркот на езерата или во околината, веднаш да пријават во полиција или во општината. Од општината информираат дека во изминатиот викенд во паркот на езерата група несовесни граѓани извршиле вандалски чин кршејќи ја и уништувајќи урбаната опрема. Случајот е пријавен до надлежните полициски служби. Оттаму апелираат до граѓаните доколку забележат повторно насилство во паркот или во околината, веднаш да пријават во полиција или во општината. Следува период на претежно сончево време со пораст на дневната температура. А до кој степен ќе се искачат температурите гледаме од МТМ Метео. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести се следни на МТМ.